300 лица со инвалидност ќе може да засноваат работен однос на неопределено работно време. Ова стои во јавниот оглас кој го распишува јавното предпријатие Македонски шуми Скопје. На огласот може да се јават лица со оштетен слух, вид, пречки во говорот, лица со телесна инвалидност, пречки во менталниот развој и инвалиди на трудот. Комисијата за оценување на работната способност на Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија треба да даде наод и мислење за работоспособноста на пријавените. Сите заинтересирани може да се обратат во Сдруженијето на слепи и слабовидни лица во Тетово. Лицата со инвалидност, а посебно слепите и слабовидните лица, да не бидат повеќе на маргините, туку го имаат правото да учествуваат во јавниот оглас за вработување во јавни институции на неопределено работно време за вкупно 300 лица со инвалидност. Јавно ги повикувам лицата со оштетен вид, кои што се уште ја немаат аплицирано потребната документација за вработување, а им е потребна помош, можат слободно да се обратат во просторијата на Сдруженијето на слепи. Кандидатите потребно е да ги достават следните документи. Најпрво е потребно пополнета и подпишана апликација и формулар на пропишан образец кој може да го најдат на веб страната на Министерството за труд и социјална политика. Потоа копија од наод и мислење за видот и степенот на инвалидноста издаден од страна на надлежен стручен орган или наод и мислење за оцена на работната способност кој што е издаден од страна на Комисијата на Фондот за пензиско и инвалидското осигурување на Македонија. Потоа потребно е да има диплома или уверение за завршен вид и степен на образование и копија од уверение за државјанство на Република Македонија. Сите овие документи што се потребни за да конкурира едно лице со инвалидност треба да се пратат на адреса улица Перо Наков, број 128, МЗТ опрема по јавен оглас, значи на ЈП Македонски шуми Скопје. Социјалната парична помош, посебниот додаток, паричниот надомест за помош и нега од друго лице, како и додатокот за слепило, не се земаат како приход за кандидатот и членовите на домаќинството. Додека лице кое што прима постојана парична помош, значи нема право да аплицира, да конкурира на овој јавен оглас за вработување. При изборот за вработување ќе се води сметка за принципот за еднаква и правична застапеност на заедниците во Македонија. Рокот за пријавување е 30 дена по огласот, сметано од денот на неговото објавување од 1 декември годинава.